Јовица Стефановиќ, познат како Газданини, денеска пред судот изјави дека не само што не го познава премиерот Никола Груевски, туку не го познава ниту контактирал со Ден Дончев, за кој СДСМ тврдеше дека е клучниот сведок во случајот. Нини е сведок во спорот за кој Никола Груевски го тужи Зоран Заев за обвинувањата поврзани со продажбата на акциите од Македонска банка. Стефановиќ посочи и дека не се познавал и ниту контактирал на било кој начин со Никола Груевски, со што ги поби сите останати тврдења на СДСМ изречени преку пресконференцијата. Јовица Стефановиќ Нини пред судот изјави и дека бил непријатно изненаден кога го повикале да сведочи во Скопје. Тој додаде дека не се познава ниту со лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, ниту пак со лидерот на СДСМ Зоран Заев. По денешното сведочење на Јовица Стефановиќ Нини, кој беше еден од главните сведоци на СДСМ во тврдењето дека премиерот Груевски бил дел од корупција при продажбата на Македонска банка, експертите со став дека лажните обвинувања се контрапродуктивни за имиџот на партијата, што ги пласира во јавноста. Според политикологот Владимир Божиновски, секој непоткрепено и несериозно обвинување од страна на политичка партија која има за цел да донесе краткорочни поени пред избори, има голема опасност да предизвика долгорочни последици по имиџот на партијата што ги пласира. На самитот на НАТО не очекувам изненадувања во однос на приемот на Македонија во Алијансата, изјави шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер на форумот со граѓани во германското МНР. Прашан од Дојче Веле, можно ли е поради ситуацијата во Украина на самитот да има изненадувања, па Македонија и покрај противењето на Грција да го добие полноправното членство во Алијансата, тој посочува дека не е во состојба сега да прогнозира што уште се ќе донесе тековната седмица. За околу 280.000 основци и средношколци заврши летниот распуст и од денеска за прв пат почнува новата учебна година. Прв пат во училишните клупи седнаа и околу 20.000 првачиња. Учебната година почна со засилени хигиенски мерки и дезинфицирани училници поради појавата на заразата од жолтица во неколку општини. Комисијата за заразни болести претходно најави спроведување силни превентивни мерки против жолтицата. Повеќе пати се апелираше на зголемување на личната и колективната хигиена како најважен начин за превенција од оваа заразна болест. Македонија заедно со Црна Гора се најнезадолжените земји од поранешната Југославија, кои имаат вкупен долг од 130 милијарди евра. Најзадолжена е Хрватска, нејзиниот вкупен долг кон средината на годината ја надмина бројката од 53 милијарди евра. Надворешниот долг на Словенија е поголем од 42 милијарди евра и е за 16 милијарди поголем од надворешниот долг на Србија, кој во моментов изнесува 26 милијарди евра. Државниот долг на Црна Гора кон крајот на јуни изнесува околу 2,02 милијарди евра или 57,5% од бруто домашниот производ, што ја прави најмалку задолжена земја од екс-СФРЈ. Во групата најмалку задолжени држави од овие простори е и Македонија со сегашниот долг од 2,6 милијарди евра. Босна и Херцеговина пак има долг од околу 4,7 милијарди евра, од кои на надворешниот долг отпаѓа 3,6 милијарди. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска изјави дека руската војска нема да интервенира во Украина. Киев и Западот пак тврдат дека Москва веќе интервенирала во оваа земја. НАТО неодамна процени дека најмалку 1000 руски војници биле во источниот дел на Украина, каде што проруските сепаратисти се борат со украинските сили. Лавров изјави дека на денешната средба на контакт групата во Минск треба да се побара итен прекин на огнот.